Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Колку ова политичка криза и неизвестност влијае врз бизнисот? Па секако дека влие, бидејќи еве веќе скоро втора година сме навистина во неизвестност, јас така ќе го кажам тоа, поради политичката криза, бидејќи директно влие врз планирањето, врз економските токови и врз подобрување едноставно и на законската регулатива. Бизнисот секогаш има одредени постулати како функционира, меѓутоа ние како бизнис конфедерација секој пат се надеваме и пробуваме низ диалогот со владата и со другите социјални партнери да подобриме секогаш можност за подобро водење на бизнис. Во овој случај политичката криза навистина ни пречи, бидејќи фокусот на политиката е нормално разрешување на политичката криза, фокусот на бизнисот е подобри начини и подобра клима за водење на бизнис, и сега тука кога малце сме одвоени во насоката паралелно да се движиме кон растот, имаме проблем. Дали имате сознание дека странските партнери почнале да им откажуваат нарачки на домашните компании? Во таа смисла може да се шпекулира, бидејќи странските партнери не ги интересира кризата, ги интересира стабилноста на компанијата. И логиката дека стабилноста на политиката или политичката економија директно влијае на стабилноста на економијата и на компаниите. Оние компании кои работат со странските партнери вешто избегнуваат да говорат и да на некој начин да објаснуваат или да на некој начин да наметнуваат прашања од типот не сме подготвили, не сме спремни или овој пат не можеме бидејќи имаме криза. Тоа никого не го интересира во бизнисот, ги интересира секогаш добрите услови за водење бизнис, меѓутоа политиката и како влијае политиката на бизнисите се помалце. Но македонската економија може да изголеми својата конкурентност и може да изголеми својата продуктивност, знаејќи дека може да влијае на бизнис климата, дали тоа е инфраструктурно подобрување или енергетско подобрување или од политиките на трудовата легислатива подобрување, така да може навистина да на некој начин да се надминат овие состојби околу кризата врз однос на бизнисот. Ова недела ќе се прегласува на уште едно избирачко место кое што чии резултати можат се уште да го пролонгираат формирањето на нова влада. Колку ова пролонгирање е штетно за бизнисот? Можат ли домашните и странските компании кои што работат во Македонија да се соочат со намалени капацитети поради неизвестноста и пролонгирањето? Нормално политиката, нели, освен политиката која на глобално ниво или на локално ниво во Македонија навистина влијае врз економските токови, јас само неколку параметри ќе напоменам. Тие компании кои имаат трговски и услужни релации со надворешните компании или тука локално, имаат потреба да ја следат регулативата и легислативата. И политиката има и технички операции. Извоз, царина, данок, ДДВ и така натаму. Несметано функционирање на финансискиот систем. Така да кредитирањето. Така да политичката криза и прегласувањето и фактички одложувањето на формирање на влада е бреме, така ќе го наречам, за водење бизнис, бидејќи сите овие технички операции поради психолошката шпекулација може да бидат со намален интензитет, луѓето да се надеваат на промена или на останување на истото, меѓутоа не превземаат чекори. И некогаш има моменти кога можеби ќе одложиме некаква си одлука техничка, која нормално е регулирана со закон, меѓутоа поради психолошкиот товар, а овој момент го имаме политичката криза и политичката неизвестност, тогаш веќе можеме да очекуваме намалување на сите трендови, и движење, и мислење, и нели за водење бизнис, како и за се, покрај знаење и покрај капацитети треба и храброст, бидејќи храброста и ризикот ствараат и создаваат и капитал, и трговски односи, и треба да се, нели, таа мисла или тој психолошки момент ни недостасува веќе втора година, за да можеме да превземеме и посериозни чекори.
Дали е намалена личната потрошувачка кај домаќинствата во вакви услови? Секако, тоа се чувствува според економските показатели, бидејќи граѓаните шпекулираат. Не може да бидат сигурни до каде ќе се одвива цела оваа неизвестна состојба и затоа тие се спремаат на се. На вистина се спремаат на се, а тоа значи намалена потрошувачка поради штедење во неизвестни состојби, па тие средства да ги употребат за да ги разрешуваат тие неизвестни состојби. И јас не сакам да преюдицирам никакви вашите слушатели на вистина може да одлучат сами за какви неизвестни состојби може да станува збор и на некој начин целата шпекулација директно влие особено врз граѓанската потрошувачка, бидејќи нели потрошувачката заедничка, така кажано, јавната потрошувачка и индивидуалната граѓанската се составен дел од целокупната потрошувачка. Треба ли сега работниците да бидат загрижени за своето работно место? Одредени компании споменаа дека неминовно доколку се пролонгира оваа политичка криза и неизвестност, неминовно ќе биде да го намалат капацитетот на производство, а со тоа и работниците да се соочат со отпуштање. Па може да се каже дека ние ги советуваме работодавачите подобро да направат мерки за редуцирање на проблемите и штедење, отколку да отпуштаат работници. Дури оваа политика се појавиваше, се следеше, така кажано, и за време на глобалната економска криза. Тогаш исто така ги советувавме работодавачите подобро намали го работното време, па да останат работниците во вкупниот број, отколку да има отпуштање на работници поради одредени потешкоти во работата. Така да една неблагодарна порака ќе биде, бидејќи сметаме дека не смееме да се мешаме во индивидуалното менаџирање и управување на компаниите, меѓутоа ќе биде една порака што повеќе менаџерите да влијаат на решенија кои на некој начин нема да придонесат кон отпуштање на работници. И фокусот е на концептот на водење на бизнисите. И покрај тоа што имаме неизвестност, треба да бидеме социоекономско одговорни, за да можеме да ги оставиме барем работниците во благо состојба или мирни, бидејќи тие секогаш се основниот и најважниот капитал и на општеството и на компаниите. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.